Јас сум жаре и сум различен од сите други шизици што скокаат по тебе на телевизија. Овој бенд да се луѓето од пепер мимо него, па за тоа ова е најдобрата емисија. Најдобра е, да. Имаш неделно на Алфа и Добре дојдовте во најновата епизода од Еден на еден, заедно со човекот кој преферира течен сапун наспроти оној обичниот, Шарко Димитриевски. Аплауси за вас! Аплауси за вас! Аплауси за нив! И за вас! Ме скрати пред време, бе. Како си ми? Прекрасно овој. Дали е се окей? Да, да ти кажам, мириса на нафта убаво, преубаво. Иначе, еден од моментите кога пајак најсреќен е кога е на бензинска, баш од овие причини. Да. Да, кога мириса на нафта не му е убаво. Нафта, човече, тој мирис од црвените автобуси во градов е најубавото нешто што може човек да го замисли било каде и било. Да, сега ќе кажам една вистинска работа. Значи, ова е вистина. Си биле американец, германец и македонец. Значи, американец, германец, македонец. Во Франција. И македонецов рекол, повелете дечки што ќе се напиете. Абе, келнер бил, бе! Е сега, кога сме кај пиењето. Или кога ќе се напиеме, знаеме да звониме по бивши. Како се, шо се, едно друго, да збориме против нивните сегашни. Хипотетички, ако Македонија се начука, дали тоа значи дека ќе врти по ексију републиките? Хипотетички само. Кај си има Црна Гора? Уште идеш со Србија, бе? Мамето него! Многу јак ден беше пред некое време. 81 година се наврши од почетокот на потрагата по Лох Нес, чудовиштето од Лох Нес. 81 година. Инаку на локално ниво исто се наврши 81 ден од потрагата по Ѓорѓе Иванов. Исто го нема и него ни него. Ги нема. Само што завршија великденските празници, убаво си помена. Многу. Кој беше најубав ден? Ден Великден или Првиот ден. Првиот ден Великден? Прв ден Великден? Првиот ден Великден, да. Да. Оп, ама како, гледај сега како ти е микрофончето. Зашто така сакаш? Да ти кажам. Сакав да покажам дека имам буба. Аха. А ти ме прекина. Ајде направи го, чекај. Ете така, пајаче, еве ти пајаче. Само што завршија великденските празници. Сега ќе има нови празници. Така, нели, овие се мајскиве, сега ги тераме, па после некој време има пак. Мислам, не сум сигурен, ама мислам дека сме народ со најмногу неработни денови во годината. Предлагам по тој повод да имаме еден голем празник што ќе го слави токму тоа, свети неработен ден. И тој ден, фала Богу, нема да се работи, нели, нормално, така како и овие другиве. Многу млади нени знаат зошто се слави 1 мај, луѓе. Појма немаат зошто. Сега ќе им кажеме. Значи, тоа вие дечки ден на работникот. И порано се славел многу, нели? Господине, млад, така ли? Многу се славеше порано. Значи, тоа ви исто, да ви објаснам, значи се славеше до тој степен како кога нашиот ќе стигне до финален X Factor. Тука е негде. Така е некако. 1 мај е ден на пчелите, ден на трутот. Ден на трутот. Така е, во право си. И ти си во право, да ти кажам. Највише. Знаеш кој ни е гостин денес? Ама сериозно. Абдуллавич Раким Джабар. Абдулаким Джабар ни е. Не, Раким Абдул. Ама тоа му вистинското име. Ти кажи како е познат. Джеки Чен. Ама тоа во филмовите е така. Иначе во Ерик музиката Ракимовски. Аки Ракимовски е во музиката. Да. Чеки Чен е само на филм. Да. Да се вратиме ние на 1 мај. Една невладина организација направи анкета и тоа кај сите познати ги праша кај биле за 1 мај. И еве што рекле. Например, Васил Зафирчев рекол:
секоја капка пот од работничките чела, секоја воздишка за подобро утре, за полесен живот на нивните наследници, секој миг во тага и болка, тоа е нашиот 1 мај. Калиопи! Знаете кога прашавме друг? Васко Ефтов лично ние го прашавме. Лично ние го прашавме Васко Ефтов што мисли за 1 мај. И тој ни рече, ајде ви се молам, ајде па каков 1 мај, па во 2001-та баш вие продуцентите на еден се криевте како деца и избегнавте да кажете кој работи за косовските служби. Ајде сега кажете еве кој работи. Ајде. Златко Калински пак одговори во негов стил. Тој рече: почитувани прашувачи, денес веќе не е тоа што беше 1 мај, некогаш беа ливадите и туристичките локации полни, како да се истурило небото со насмевки и бакнежи, желби за убав живот, насекаде джагор и љубов кој го осипува велелепниот македонски народ. Златко! Да, Златко Калински очигледно коментирал за време на 1 мај, веројатно такмица. Инаку прашавме уште еден човек, го прашавме Александар Чомовски што мисли за... Видиш, Жаре, со почнувањето на Република Македонија, како земја поранешно отпорно од бившата заедница. Самиот 1 мај веќе нема го изгуби одам да изгасам седло. Сакаш да си малку чом? Николку, ни малку. Воедно би сакал да ви кажам да ја читате нашата еден страница во Теа Модерна, да се информирате за дневните настани на Нова Македонија, ако сте гладни да направите ужина со ПКБеско, а во меѓувреме одете на нашиот Facebook, facebook.com 1 на 1, да се информирате за наградната игра која имаме за сите наши Facebook фанови. Даваме Савана ваучер, не обичен, туку ваучер за летовање, верувале или не. Ваучер за летовање. Се возбудија сите Facebook фанови. Да, одете таму, но исто така имаме и ваучер за Орел Влад вечера. Дедо Мразовци сме денес. Така треба. Едно време имало најдобар фристайл рапер во светот, но беше викаа дека го посетил и тогаш го снемало. Не се знае што се случило со него и као дека тогаш беше бил најдобриот фристайл рапер. Ние тоа ќе опровериме. Беше воде ништо нема да кажам. Чајот од Рони Јацерола вика добар за грип. Мислам не е као добар за грип да ти потекне. Да, ето као. Дал апче, ама не сум таков тип. Имам други начини како да си куртулите од грип. Зада грло и крајник не ве болат. Решението го имам во Аронија и Јацерола. Дами и господа, 17 јуни во Белград Роби Вилијамс има концерт и тоа е нешто што навистина не смее да се пропушти. Имате влезници и организиран превоз во Југотон Рекордс и продажната мрежа на МК Тикетс. Има инфо на robbywilliams.mk, а богами и на концерти.mk. Сега е време за уште една музичка звезда и тоа тука регионална, балканска, навистина легенда на рок музиката, фронтмен на една од најпопуларните рок групи на овие простори, Парни Ваљак. Тука е, дами и господа, Аки Рахимовски! Повели, Аки! Абе, сега едно ти пуниме, ти со друго доаѓаш. Што си? Ова ти е за резерва. Чекай, 4 ги гледам. А сега? Повторно 4. Од многу чаеви така се гледа. Аки,
Многу ми е мило, многу ми е кеф што дојде. Еден од музичките мои идоли. Сакам да ти се заблагодарам што присуствуваш и во емисијата и што дојде толку време пред концертот да си направиме вака муавет. Ја можам да ти заблагодарам и чест ми е дека сум гост на твоја емисија. Ти благодарам, Аки, ти благодарам, Аки. Аки, роден во Ниш, но веднаш доаѓаш во Скопје. И седиш до 19 години, отприлика. 19-20 година. Кај живееше, Аки, кажи ми, во Скопје? Го знаеме малото? Железничка колонија, позади Универзална, проти Дебар мало. Мали кукички. Кукички, добро. Онака, со башти, бајна, преку викенд се дружиш со луѓето. Кај кого пазареше, се сеќаваш? Која беше локалната продавничка? Не, се уште бев мала, али таму е близу овој Буњаковец. Пазарче. Така, постоеше пазарчето? Како не, постоеше. Супер. Си бил некогаш во скоро време таму, си отишол? Па, годинава бев. Различно е по се, Каламати. Маслинки. По маслинчиња? Да. И све е различно или? Една зграда останата, тоа е трикатница, кај мој пријател Перо. Петрек, те поздравувам. Перо, здраво. Петрак! Перо мајсторе. Петрак. Извини. Основно учи Аки Рахимовски во Песталоци, каде што не е единствениот познат човек, туку и Драган Вучич. Драган Вучич, кога си го видел последен пат? Ја мислам дека бев гост во една негова емисија. Последен пат сега не знам дали правевме у Загреб интервју некој или бев кај него во емисијата гост. А гост. во квиз си му бил? Не сум бил. Сакаш да ти средиме? Немој, поарно. Зашто бе? Немој. Не си расположен за кафенце да добиеш? Не, ја квизови не сакам. Не сакаш, а? Што гледаш на телевизија, Аки, најмногу? Кој имаш слободно време? Па, нормално, фудбал Браво. и концерти кога ќе налетам и филмови. Голем сум филмован. Последен добар филм што би ни го препорачал на сите, кој е? Онака баш што те здрмал, убаво. Судец. The Judge, Судија, со Роберт Дауни Джуниор. Тако и со Роберт Дувал. И со Роберт Дувал, какво филмиште, Аки, одлично. Сакаш такви драми, трилери, Па, малку? Джеймс Бонд ми е номер 1. Опа, Аки, види го, Джеймс Бонд. Али сакам. И трилери, и драми. Мислам, секој добар филм е добар филм. Најдобар Джеймс Бонд? Шон Конери или не? Шон Конери дефинитивно. Нема конкуренција? Али Даниел Крейг е исто краљ, а и Пир Бронсман е крал. Добро, Џорџ Лезенби е више манекен него Джеймс Бонд, Роџер Мур исто така. Тоа е едиција. Тоа на младите можам само да им пожелам да погледаат таа една едиција наше детинство и вашето ќе го зафати. Тоа мора секој да го погледа. Ти доаѓа време да одиш во средно. Ти веќе имаш нижо музичко, значи више имаш љубов према музика и така работи и решаваш да одиш средно музичко. И тоа одите да се запишете со твојот добар другар Гаро Тавитјан, Топа народна лепи сол подосна. Што е? Тоа е тоа. Влеговме внатре и на тој приемни испит една од професорките ми кажа да отпеам нешто и ја гледав пред тоа некои млади убави девојчиња пеа фестивалски песни и ја нормално солфеџо и отпеав по ноти и по такви работи и онда ме праша кој инструмент би го свирали у средна музичка, па ја велам клавир као што и свирам у нижа музичка. А, вие сте од нижа музичка. А што е со косата? А ја носев тогаш тарзанка. Имаше косичка, Тарзанка, така се викаше. И едноставно ништо. Повелете, излезете, пречекајте надвор, онда Гаро влезе. И Гаро? Гаро исто ми избореше, он му дае некој ритам основен, а он го удупла. Уште го направи по-комплициран и така. Значи, он од тогаш со 7 осмините, а? Да. Он е роден со 7 осмините. Исто имаше тарзанка и он? Исто. И после не ни кажа ради што паднавме или зашто не сме примени. И онда Гаро настави на друга страна, ја отидов у гимназија у Ѓорче Петров, прва година. И после тоа предов у Железара на средна машинска.
али веќе во меѓувреме ме фати музиката и така да едноставно. Прва група посериозно ти беше Тор? Тор е најсериозна. И најсериозна, а? Да, кој бевте аки таму? Бевме крвни браќа, тоа свиревме у пионерски дом. Нажалост немаме никакви снимки направено во тогашниот Ти е криво за тоа? Та, криво ми е, во секој случај ние бевме прв бенд, после без да имавме песни, рок песни на македонски јазик. А Тор има врска со богов Тор норвешки? Така е, да. Озбилно? Да, Па кој бил по се митологија? Кој бил по митологија? Кој знаел такви работи? Како не, па тогаш се чита тие стрипови, Тор, Загор, Магор, тие таквите. Не, Загор е подесно. Добро. Кажалост, во студиото тука во Радио Скопје нема баш разбирање. Секој пат не избегава кога сакаме да снимаме и на крајот јас само реков, добро, ако вие не сакате, има луѓе кои надвор валјда ќе го препознаат нашиот талент и ова што го работиме. И така отидовме. Точно. У Загреб на Бум фестивал со група Тор, го отворивме. Прво го отвори, точно се догаѓаше на 25 мај. Добро. На роденденот на другарот Тито. Така, и се погоди. И не да украден, излезе надвор да го отвори свечено и пееше друже Тито, Љубичице и така. И ова која излезе, која почна да летаат лебови, некои банани, понезе ова на брзина, отпеа тоа и отиде. Друже, Тито си отиде, а? Колку? На брзинка, ајде да завршиме со Тито. Не, и ние излегуваме, не најавуваат од топла Македонија, од топлиот југ, од Скопје, еден легендарен диџокей Тратинчица, група Тор. И излегуваме надвор, ја бев облечен во леопард и оние високи чизми. Ај, као Девид Боуи што ги носеше. До овде, кој индијанец на допуст бев и ние тргнавме со првата работа. Од кај ги најде ти од дома, од мајката да ги зема нешто? Не. Од надвор, од Италија. Тоа беа рокерски времиња. Италијана мода. И онда, кога тргнавме првата работа, како вие сите седеа едно 5000 луѓе доле во партерот, одеднаш се дигна, знаеш. И ја овака за микрофонот и му викам на Црногорец, а Црногорец има овака. Ја овака и му викам, абе кај да овие луѓе, овие сите тргнаа напред. Црногорецот овак збор, молчи и пеј, те боли глава. Па нормално. Ал тоа е реакција на тоа, на таа наша прва песна и така стварно добри критики добивме. И тука ме видоа Хус и останатите пријатели. Таму те запознаваат како аки вокалот. На есента после 3 месеци ме повикуваат да дојдам у група 220 да пеам. Едно коферче. И отиде, а? А како ти реагираат твоите, да речеме, ја дечки одам за Загреб? Ме разбираат. Така, немаше проблеми? А се снајде аки добро таму или ти беше тешко на почеток? Па гледај, ја кога отида во Скопје, тоа кога да сум отишол на запад у Германија. Како и се вратам након 3 месеца, ни Мерцедес, ни ништо, ко гастарбајтер. Така. И шо да правам, морав да останам. Вака кога се враќаш после долги години и тие Скопје, променето е како што го гледаш, бидејќи ова е во живо прозор, иначе не е ова принт, нели знаете дека снимаме на кале снимаме наверојатно. Што мислиш за ова денешно Скопје, бидејќи наистина е поразлично? Па поразлично е сигурно. Се проширило, се зголемило. Али она што е важно, можеш ти да изградиш разни куки, било што, менталитетот и топлината и душата на Скопје остана исти. Така. Ти имаш кажа дека Питер Габриел има и живеено тука или Студирано, тоа е една приказна од уште одавна, тамо негде 70-тите години, он е ко историчар, има шетано кроз цел Балкан и Знаете за кој Питер Габриел луѓе збориме, така? Музичка звезда The Genesis, ете така добро го знаеме, окей? И едноставно се застана во Скопје, го одушеви архитектурата и тоа, и јазикот. Јазикот му беше многу певен.
Македонскиот јазик е Мелодичен. доста мелодичен, не? И така да едноставно 3 месеци тука студираше Таму ли му е славистика. инспирација за онаа песна на Дали знаеш, мила мајко? Да. Нели он правеше со Да, тие електрониките после тоа? Да, па он, ти велам, тие сите крајеви ги има поминато доле до Грчка, а одека има тие 3 месеци славистика и сега кога го гледав прошла година у Белград, у Белградска арена, најнормално збори тука, српско-хрватски најавува така, он е гениалец, дефинитивно. Браво, Питер Габриел, браво, Питер Габриел. Со уште една музичка легенда, бевте денес да садите дрва. Со Владко Стефановски. Така е. Така беше, наводно. Кој ве најде, мислам, како ве собра? Па Ранко од Бубамара, он е Ранко голем, Бубамар. голем. Па кој друг да не собере дрва да садиме? Дрвата. Тоа е стварно убава работа. Ја знам таа негова идеја уште од пред можда скоро 10 или 7-8 години. Така тргна цела идеја, еве денеска се поклопи тоа наше гостување тука. Што засади ти? Чинар. Чинар засади? Наводно, а? Чинарот може да живее преку 100, 200, 300 години. Па оној у Охрид тера. Така е. Тера тој. Редно е и на водно да има чинар. Кажи ми, голем мераклија си на добра храна. Јас се имав чест да се уверам во тоа. Бевме вчера, ја мислам, убаво си поминавме со вечерата во Орел Флат. Да, им благодариме. Посебно на куварот. Да, куварот е на дел. Она што, опрости, што те прекинувам, он ги има сите сознание што се во врска со кујната, али баш наговестува еден проект да македонската кујна и македонската храна да ја софистицира и благодарејќи на njemu ќе може таа наша македонска храна да излезе во светот. А знаеш дека го прави интересна работа за куварот. Сега знаете кампањава за здрава храна. Тоа е меѓу другото во кампањата, така да наистина одличен човек може да одите у Орел Флат крај крајава и да си пробате и сами, да не ви збориме ја и Аки. Јадеш се? Све што е вкусно. Значи си баш онака, се што ти се допаѓа, немаш гајле, луто, такви работи, ништо не те кочи, а? Има нешто што не јадеш онака што ти е као, ова не сакам. Она што не е вкусно. Како ме така? Јадеш ној? Не. Не, а? Не, ноево месо не. Имам таква исто кои, рецимо, коинско месо или ждрепчев, бифтек и такви работи, не. Едноставно имам таа слика и така не можем. Кога знам ној и знам коин која е една племенито животно, едноставно немам тој вкус да можем да го... Но затоа спортна али може некој да... А може некој да ме превари, али тешко, не би било фер. Пробале, мислам, некој или не? Така да ти направи, повели малку телешко. Добро, ја познам добро. Знаеш да познаеш. Добро е. Бидејќи сме 2 мај денеска и нели сепак излети, скара, такви работи, ние направивме скара во двор позади, па направивме кебапчиња, некои такви работи, па ако сакаш да ни ги оцениш, може? Од 1 до 10. Да кажеш дали е добро. Ако преживеам до 10. Ја мислам ќе биде. Ајде нашиот готвач. Ајде, сега сум ги правил под еден Орел Флат. Сега ги правиш? Да. Еве, драги, зашто збориме? Ете, да. Здрави. Фала. А мајсторе, ти нема да пробаш? Фала друг пат. Добро, мајсторе. Ајде да видиме. Ама е вруќе, напри. Ама е ладно. Ето да. Убав. Овие си стоја тука, пивцињата не чекаат за после чајот. Убав вкус имаат. Абе сега, убав вкус, ние си знаеме тука. Овие скариве 1-2 мај излети, се прават исто по хрватски, како што кај нас е обичај или не? Такви работи. Али немаат они такви кебапчиња како што ние имаме. Не, а? Не. Не, и да сакаат не може. Па добро, сега секој пат ме прашува да им одам тајна на кебапчиња, велам не. Не им даваш? Така треба ќе. Немој да им кажуваш тоа. Кога одиш со пријатели
во некој кафанче убаво, фино. Пример, има тамбураши. Сакаш да нарачаш песна. Која песна ја нарачуваш? Кој ти се така некој топ 3 песни за душа? Дунјо моја. Одлично. Каде ја поđoh на бембашу. Чиј е таа? Тоа е босанска седалинка, така е. Има една македонска песна која јас сакам секој пат да отпеам, али тамбурашите малку ритмот е. Зошто си ме мајко родила? Офаман. Ќе ја научат што се ја више кога знаат дека ја викаш ќе ја научат. А да речеме, си бил така кафанџија да сакаш онака да си останеш со... Ја, например, многу ми е кеф со пријатели кои ќе седнеме и да седиме така со сати, чисто си муабетиме, филозофираме. Така имам останато, да речеме, мене ми е рекорд некој 10 на сати, така, од прилика. Ти имаш таков рекорд или немаш? Након 3 ден жена ми ме вика на телефон. Се вика врати се. Вика не мислиш да дојдеш дома или так. Да го променам клучот. Така, бравата да виде друга. Не, клучот. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Сам. Или во друштво. Ова е вистинското пиво за уникатно уживање. Сега знаеш дека овој даб е за тебе. Златен даб. Во 1942 година се случија две многу важни работи за човештвото. Се роди најдобрата пејачка во историјата Арета Френклин и се направи рецептот за највкусните мекици на сите времења. Мекиците од стража. Да. Чекај, странци идат. Guten Abend, wo ist Камени мост? Ај, како не знаеш, пројдеш Министерство за култура, оттекјано е лево, стигаш оној кружен тек, Майкл Джексон, фашташ право, одма си таму, голем знак има, ти пише, бум, Камени мост, на турли, 100% ќе го најдеш. Шо? Не биди неточен. Пробај швајцарски точно 100% сочно. Новиот Гуте фрукте 100%. Од кај името Парни Ваљак? По песната. Првата песна се вика Јас сам Парни Ваљак. И се вика тај така ќе се вика. Да. Тоа си тера веќе 40 години, имавте една пауза 2005. Па дури направивте проштална турнеја, нешто така. Така, и славивме 30 години, а и беше опроштајна турнеја. И тој заден концерт беше во Скопје. Во Скопје го направивте? На твое инсистирање, а? Па не, така падна. Така се погоди. Така. Да. Така се погоди, да. Тука не си сам, има и други од Парни Ваљак и ја би сакал сега да ги повикаме, да им дадеме едно топло добре дојде на Брк и на Беро. ББ. Ајде. Маријан Бркич Брк и Берислав Блажевиќ Беро. Така ли? Така е, аплауз. Да ве почестиме со еден многу врук, екстремно топол кебаб. Ајде, пазете да не се изгорите само. Пази. Фрли го брзо. Апа, лапни го цело. Маријан Бркич Брк, дел од групата, да речеме, на Джибони, на Казалиште, ете Парни Ваљак, пропуштам Брк. Не, он е Парни Ваљак, немој да Добро, Ипак највеќе стаж имам во Вајко. Ваљак, така. Си носел бркови некојаш? Си имал брк? Никогаш? Не, али се размишља у задње време да постим мало, да знају кад ме зову брк, да не е... Па баш тосно би било, абе, леле бе, сега кога ми требаат брковите ги немам. Имаш неки брк за мене? Сега, види. Аки имаме ли согласност од тебе како фронтмен на Ваљак да му ставиме бркови на брк? Па може да видам. Само да пробаш. Ајде да видиме.
Znaš, one, onako malo, one malo. Čekaj, да не гледаат. Аки, што викаш за ова? Супер, а? Добре, брк. Слушај, твои се од сега. Земи си ги и за дома, ако сакаш. Може, а? И за дома, да, твои се, готово. Па сега е брк стварно, што? Да. Подобро. Личи на лабана. Аки, вака сега тројцата ќе ве прашам да ми кажете. Сте имале огромни концерти и со по 100.000 луѓе. Така, сте имале секако и малечки концерти. Кој е концертот на кој што се сеќавате онака со најпуно срце? Ти не можеш да ги чуваш брковите сега, види го. Ако ти си уарни, добро, седи. Супер, баш ми се свиѓа. Тебе, Аки? Можда еден од концертите исто така, не сега затоа што сме во Скопје и тоа што сум ја од Скопје. Ако се сеќате Unplug sa професором Франгешем и sa целом екипом, што беше еден феноменален, универзална сала, феноменален концерт. А сте имале некое мало концертче пред, не знам, сте свирале некојаш пред 20 луѓе? Па не сеќам. Па пред 20 не, ја мислам, али можда пред едно 100. Пред 100 смо свирали. Да. Пред 100, а? Да. А да речеме пример, имам пари така да дадам за свадба и сакам ваљак да ми свират. Има ли уопште шанси или не? Нема. Нема, а? Можда без мене, али... Ебе, бркме! Али може бесплатно теби ово, да е оно едно... Така, да се догоди. Така, разбирам. Гледај, ја пријател, ја на тебе ќе ти свирам бесплатно на свадба, нема проблем. Добро. Али овој чекај. Али овој составот што ве прати кошта... Јао, Никол. Ја за тебе бесплатно пеам нето, али составот кошта. Точно. Има, одите на многу турнеи што траат навистина многу, нели, пример, баш со Беро правиме муат, одите во Америка и не знам, која е најдолгата турнеја на која ваљак бил? Добро, сега нема толку долги турнеја. Порано беше поише, а? На Југославија беа тоа долги турнеи по 50-60 дена. Али сега е онака, кога идеш во Америка, онда не вреди да идеш за еден концерт. Нормално. Онда ќе се споја 3, 4, 5 концерта. Жени, деца се носат по такви турнеи или не? Не, ни случајно, не. Зашто бе, Аки? Ни случајно? Затоа. Се крши кармата, а? Не е убаво, не е тоа. А тоа е наш посал. Знаеш, не можеш, кој да ти сад своју жену некој доведеш овде, па да ту стои... Тоа ќе седи цело време. Да, и причаш. А, ќе збори она тука. Беро мајсторе, тие ве кажи ми, која гледаме рајдер листата на парни ваљак, пример. Кој од вас има најмногу барања? Па, тоа ви треба питат неког од наших техничара ког највише мрзе. Така, они најубаво ви одговориме. Така, какви се барањата аки на парни ваљак, да речеме, се нешто поекстраваганти од други бендови или тоа е тоа? Мислам да она што е основно што требаме да имаме, овога, рецимо, флаша бела вода, ал на која пише Джек Даниелс. Така, тоа се бара секогаш, да. Малку за опуштање, да се изгуби тремата. Не, мислам дека е тоа нормално. Сокови, она што нормално, човек да се осеќа добро пред концерт и после концерт. Читаме, сега не знам колку е тоа вистина, ама читаме дека пример Rolling Stones и овие останативе големиве се на не знам какви диети, со чаеви, со зеленила, некакви едно друго. Вие се пазите повеќе вака како позрели луѓе или? Па ми то решимо с љутим паприкама. Љута паприка. Тоа нас е Аки навуко све веќе. Аки, а? Увек има негде у џепот, не знам дали има сад, ali uvek ima, da uvek. Gdje god idemo, za svaki slučaj, ako nema u restoranu, ima on. Тука тетовирано. 2 пиперчини. Озбилно имаш пиперчини тетовирано? Али нема да ги видиш. Не, нема да ти ги, не, тама работа. Еј, може да ги видам? Не, шал. Сварно имаш? Шо ти текна така, Аки? Има еден пријател македонец кој држи у Сплит салон на тетоважа, наш човек е и он сите овие кошаркаши, овие девојчиња, пејачки. И еднаш на една турнеја кога имав овие афрички кики, ми се расплетоа и повикав Северина. Викам, јел имаш кога у Сплиту да ми среди ове, не, ове кике, не? Каже, оди кod твог македонца, све ќе бити у реду. Ја дојдов таму, седнав, леле, кај си,
па само тебе те чека. Викам, добро, можеш да ми ги направиш сега. И ми испрати 2 девојчиња, довдека имаат ноги, овака и поред мене, ја у столчето, и он гледа, абе вика, немаш ни една тетоважа, дај малку да те... А немаш? Немам ја, не. Ја викам, ако у војска не сум се тетовирал, па се, немој ни близка, абе дај малку, пази, Раджа го тетовирав, овој го тетовирав, сите овие спорташи, дај бе наш, дај, да кажем. Али овие девојчиња полека ме со Кока-кола, виски, вака погледи. Викам, добро, ајде пикај, али онака што ја сакам. Ајде кажи што сакаш. Ќе ми направиш 2 феферончиња, овака ко 2 мача, едно црвено, едно зелено. Аха, во боја значи. И вика, кај да ти ставам тука на мишка, ова. Не, викам, тука само, не. Погледа, онака мали, децентни. Абе, мали, љути да се. Да, феферончиња, не. И он вели, па добро, кој ќе види тука, пошти ти, ајде тоа, ако сакаш, и така ми направи. Сега ова девојче што ми ги прави кикиве, ми вели, господнаки, па зашто сте ту ставили? То нико неќе видет, не? Кајам дошо моја, кад се неко попне горе на мене, онда ќе видет фефероне, а онда ќе бит касно. Касно е за све. Така. Тоа е интима. Таки и неговите феферончиња од македонецот. Беро, ти ќе ми кажеш следна работа. Ако на некому од парни вајлјак треба да му го дадеш детето на чување, кому го даваш секогаш, а кому никако не треба да го дадеш? Па Брк е мој кум, па njemu би сигурно дал. Би му го дал на Брк? Да? А ми сме кумови, знаеш. Ми сме кумови. Па вие како кажете, ние кумови да ме сакал некел. И он мене и ја Пази, njemu. ми сме узаедно, еден другом сме кумови венчани. А и тоа кумство пар екселанс. Кажи ми, ти си добар пријател со една легенда наша градска, Зоки Џубок, се тоа го знаеме. И тоа одамна сте пријатели, нели? Уште од денот кога беше во Скопје. Така? Одлично. Сега имате некогаш некоја авантура вака, јас знам Мите Тралала, исто што ви е пријател. Вели дека баш кај Зоки во локал стимале некоја вечер, не знам, со текили, не знам каква вечер. Тоа беше баш на тој амплак концерт. Затоа njemu тако остало тоа у сеќање. Па затоа вие, да, затоа ви било убаво. А Мите што ќе каже, не лаже. Да, што било тогаш? Кажи ти. Не смием. Што беше Ево, Аки? Аки ќе исприча сигурно се сеќа. Ајде, Аки. А ние дојдовме кај Зоки, не прими, доле свират тога у МЦ. МЦМ и дојдовме и фино, еден бенд свиреше и така и ние бевме во фаза после концерт не веселече беше таа една фаза, пиевме сите текила, не? Онака, од гушти тоа, не? И со сол, со лимон, со све. Така класично, не? Така. И сега доаѓа Зоки и прашува што ќе пиете, дечки, овие сите викаат текила, не? И он донесе една флашка, друга флашка. Она отиде, добро. Да, знам, таа екипа, ние бевме околу 14 луѓе, цела таа амплак верзија, не? И овој ми вика, абе, Аки, немам више текила, што да правам сега? Па викам, ништо. А момци ве бараат? Да, стави у шише од текила жолта и тоа иста е боја, и нема проблем. Не, а он дојде искрено, онака. И донесе, вика, немам, али може жолта, ево, овака изгледа. Они вика, ма дај жолта, не? И сега, некој неизвестно време, они тргна и жолтата. И они слушаат, нив им е малку онака хумористично и он ми вели, абе, Аки, ама го пијат овие секоја често, вика. Така, мајсам тоа се. Пили sa soli i limunom isto. Со сол, лимон и жолта, Нормално, мора се наставили све. Види, абе, вие сте биле за адетот, за обичајот, тука, не за нешто друго. Сило Грин го знаеме, Forget You оваа песна, нели, бла, така? Сило Грин, знаеме за кој збориме. Кога сте го запознале Сило Грин? Скоро ли било тоа? Заедно сте биле на фестивал? Прошла година на Бирфест у Белград у 8 месец. Писки фестивал? Да. Се вие сте башка, да, во гардероба, да. Ви браво. Шо човече Сило Грин? Вака многу мал делува. Супер, али овој пратечи састав е бил. Најстара е била 19 години или 20. Ал не, супер свира, женските се супер. Така. Али оно не гледаше од страна и имаше стварно беа околу
беше таа вечер околу 70-80 илјади луѓе на Ушче. Од страна го гледаше составот и беше воодушевен и од реакција на публика и нормално од наша свирка. Добро, легенди свират и пак било... Добро, он не го позна нашиот, али гледа реакција на публика и он е исто музичар и слуша што свириме и како свириме. Да не го однесовте на текили после? Не, тамо е жута оса. Има една соколова ракија, поубаво гледаш после 3 ракија. Така, Ко сокол имаш. Така, го подобрува видот. Што поише пиеш ти, по оваква. Да, знам, тоа го зимаат овие биатлонциве што идат за пред да пука, тоа го зимаат. Затоа нема зајци околу биатлонска стаза. Строго. Значи, она што ни останува да кажеме обавезно е дека арената е Борис Трајковски. Значи, кој датум е концертот? 16 мај. 16 мај. Да не го забораваме тоа. Има една символика, значи 30 години задни ги прославивме у Скопје, беше опоштаен концерт, а сега првиот концерт, значи прослава на 40 години тргнува од Скопје. Ја почнуваме тука. Така, нека биде успешна турнеја, нека биде секој што треба. Тука се, значи, Брки Беро, останатите ќе дојдат, нели, здравје Боже, сите како што треба за концертот. Дечки, побарете си карти, нели, присуствувајте на концертот кој ќе биде сигурно одличен. Да создадеш пиво е да создадеш цел еден свет. Затоа сето наше знаење, искуство и традиција ги преточивме во пиво со врвен квалитет. По твој вкус. Овој даб е за тебе. Златен даб. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Во 1942 година се случија две многу важни работи за човештвото. Се роди најдобрата пејачка во историјата Арета Френклин и се направи рецептот за највкусните мекици на сите времења. Мекиците од Стража. Како помина снимањето Гажара? Па супер, само ме изненадува колку он има информации за мене и за останатите, али она што е најболje свиреше со нас и човекот знае да свири бас. И секоја среќа немав хелиум.